Почитувани представници на медиумите, нова точка на патниот правец од село Банско до село Колешино, ја завршуваме денешната обиколка на повеќе делници од патната инфраструктура на овој југоисточен дел на нашата земја. Се уверивме дека градежните работи на сите делници за изградба, реконструкција и за рехабилитација на регионалната патна мрежа се во полнек и работите се извршуваат според предвидениот план. На ова место стигнавме од увидот во изградба на регионалниот пат Старо Коњарево – Ново Коњарево. Таму градежните работи се завршени, а стариот мост на оваа делница е комплетно саниран, проширен со пешачки патики од двете страни. Некои од патните правци, како што се рехабилитација на оваа делница село Банско до село Колешино, во должина од 5,6 км, ќе биде завршена за 10 дена. Во текот на овој месец ќе заврши и рехабилитација на регионалниот пат Радовиш-Плачковица, а рехабилитација на државниот пат, односно на делницата од Раброво до граничниот премин Дојран ќе заврши во август. Ги издвојувам овие патни правци и делници што ќе бидат завршени во текот на овој месец и во текот на летото. И сакам да нагласам дека во целиот југоисточен регион е во тек една интензивна градежна офанзива. Се градат, се реконструираат, се рехабилитираат уште десетина патни правци и делници, се во интерес на граѓаните од овој регион. Оваа градежна офанзива во овој регион, како и во целата држава, е нашиот одговор на запуштената и руинирана инфраструктура што ја наследивме. До пред 3 години во нашата држава расипнички се трошеа пари за споменици и на објекти од стиропор, додека интересот на граѓаните се запоставуваше максимално. Беа целосно тргнати на страна приоритетните интереси на граѓаните во нивните непосредни и локални средини, регионалните и локалните патишта, болниците, градинките и училиштата ни се распаѓаа. Ние имаме сосема спротивен пристап. Во изминативе 3 години се инвестирани 1 милиарда евра во патна инфраструктура. И така ќе продолжиме и во понатамошниот период. Градиме 260 км автопати, 300 км експресни патишта, се градат и се реконструираат и рехабилитираат 900 км локални патишта. Рехабилитиравме повеќе од 1500 км запуштени или целосно уништени постоечки патни правци. Капиталните инвестиции ги насочиме и кон здравството. 28 јавно-здравствени установи се реконструирани и реновирани, изградивме повеќе од 320 социјални станови, завршена е 80% од примарната и секундарната гасификација, проект кој сега влегува во фаза кога гасот ќе стигне до секој од општините, а со тоа и до граѓаните и до компаниите. Сите овие активности се остваруваат и во време на вонредни околности, предизвикани од пандемијата со корона. Капиталните проекти продолжија со изведба, и тоа со многу забрзана динамика и со сите мерки на заштита. Тоа е новата реалност и на овој начин ја помагаме економијата во многу важен период, затоа што таа е гаранција за напредок и за развој. Благодарам.